завршimo. Dobro dođe. Ovo je organizator od... Šta radi? Почитуван господин Момчило, министер, почитувани амбасадори од Вишеградската група, но и останатите амбасадори кои ще ни правите голема чест по повод денешниот состанок, почитувани представници на министерствата овде присутни, представници на граѓанскиот сектор кои што се денеска со нас, домакини од Македонија, ценети гости, почитувани медиуми. Овој настан што се одржува во Скопје, главниот град на нашата држава, Република Македонија, и кој што го поттикнува партнерството помеѓу Вишеградската група и Западен Балкан, е уште една силна потврда за одлучноста и сериозноста на регионот да се интегрира во Европа. Западен Балкан географски е дел од Европа, а нашите граѓани имаат право да ги живеат европските вредности кон кои што се во големо мнозинство ориентирани. Ние како политички раководства имаме обврска да им овозможиме да ја живеат таа припадност и она што е важно е дека да, овие раководства на земјите од Западен Балкан се и тоа како свесни за ова одговорна задача што ја имаат, но и чест истовремено, бидејќи ние, почитувани пријатели, градиме иднина за целиот Западен Балкан. Подготвени сме да ги градиме капацитетите на нашите држави, преку регионалната соработка, што го покажавме на дело преку бројните самити и конференции, од кои што произлегоа конкретни иницијативи во областа на транспортот и економијата, значајни за квалитетот на живот на граѓаните на нашите земји, но и за европските интеграции. Со денешната конференција во Скопје, Западен Балкан прави значаен исчекор. Поттикнуваме партнерство помеѓу Вишеградската група и Западен Балкан со цел да ги градиме капацитетите на целиот Западен Балкан. Свесни сме, како што е свесна и Европската Унија, дека само напредок на сите држави во регионот, во евроатлантските интеграции, како процес може да придонесе кон целосна европска интеграција, а тоа е најсоодветното решение за развојот, безбедноста и стабилноста на нашите држави и на Европа во целост. Во нашата држава, реформите согласно планот 369 се главната одредница по која што почна трансформацијата на институциите, на политиките и на општеството и ќе се движиме и во наредната, за нас клучна 2018 година, кога очекуваме придвижување и на планот на севкупните евроатлантски интеграции. Клучните области, согласно планот 369, се реформи во судството, реформи во разузнавачките служби, јавната администрација, медиумите и граѓанското општество, како и зајакнување на собранието и на независните регулаторни тела. Ова се областите што ги лоциравме како најгорливи, но најзначајни уште во текот на политичката криза и преговорите од пржина. Овие области беа назначени како клучни и во двата извештаи на експертската група на Рајхард Прибе. Тие извештаи беа од голема помош за фокусирањето на владата кон областите што бара итни интервенции за развој на демократските процеси во државата, за пофункционален систем, за професионални институции, кои што ја имаат довербата на граѓаните и кои што им служат на граѓаните. Во наредните месеци, до крајот на јануари, ќе следува уште поинтензивна реформска агенда, која што ќе го исполни планот 369 во неговиот најголем дел. Тоа се крупни чекори во реформата на судството, демократскиот модел за разузнавачките служби и чекори кон стручна и ефикасна јавна администрација. Ако го исполниме нашиот дел од работата и покажеме резултати, со право ќе очекуваме признание од европските партнери. Со огромно внимание ги чекаме стратегијата за проширување на Европската Унија, извештајот на Европската комисија за Македонија, како и самитот на Европската Унија за Западен Балкан за време на бугарското председателство. Република Македонија, по завршениот прв круг на тешки реформи, ќе очекува чиста, безусловна препорака за почеток на преговорите со Европската Унија, но и фактички почеток на преговорите со Европската Унија до крајот на 2018 година. За таа цел работиме и на подобрување на односите со соседите.
Договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија е пример за нашата искрена намера. Го започнавме процесот и за отварање на патот за соработка со Република Грција и со другите наши соседи и земји од регионот. Воспоставивме редовна и активна соработка со пријателите на Македонија, државите од Европската Унија и од НАТО. Почитувани пријатели, искуството на Вишеградската група е драгоцено и за Република Македонија и за регионот. Многу често се прават паралели меѓу Вишеградската група и Западен Балкан, како искуство на групи држави кои што заедно чекорат кон Европската Унија. Конвенцијата за европската интеграција е позитивен модел, што многу ќе помогне кога Македонија ќе ги започне преговорите со Европската Унија, а регионалната координација само ќе ги појача ефикасноста и резултатите од преговорите. Конвенцијата за европска интеграција е добар модел за соработка на владата и на граѓанското општество, за изградба на механизми за соработка со граѓанскиот сектор во функција на интеграциите во Европската Унија. Владата на Република Македонија го вклучи граѓанското општество во процесите на реформи, но сметаме дека таа соработка ќе биде важна и во процесот на преговори со Европската Унија, со цел целото општество да преземе одговорност и да учествува во подобрувањето на квалитетот на живот во нашата земја. Владата на Република Македонија отвори инклузивни политики во државата, очекуваме и опозицијата да одговори на својот дел од врската и да придонесе во развојот на државата. Отворивме блиски пријателски односи со соседите и со светот. Активна и движечка улога презедовме како држава и во регионалната соработка, што го покажува и оваа конференција во Скопје. Силно верувам дека доаѓаат добри времења и за Република Македонија и за нашиот регион. Само низ партнерства можеме да градиме мостови, што се единствена алтернатива на бариерите. Граѓаните на нашите држави заслужуваат слободно да се движат, да ги уживаат економските, демократските, културните, цивилизацијските придобивки како целиот современ свет, да разменуваат искуства, да придонесуваат во развојот на Европската Унија и на светот, да имаат отворени перспективи и тие да отвараат перспективи. Ние, како избрани представници на нашите граѓани, имаме обврска да водиме на овие патишта, да ги решаваме прашањата, а не да наоѓаме изговори. Тој потенцијал го препозна Европската Унија во нас, како политички раководства. Овие се моменти кога регионот, градејќи ги сопствените капацитети, гради иднина за своите деца, за сегашните и за идните генерации. Благодарам, почитувани учесници на оваа конференција и почитувани гости, за присуството и за желбата заедно да градиме држави, регион, Европска Унија, свет на среќни граѓани. Посакувам успешна конференција на сите, од која што ќе излеземе за уште едно искуство побогати и уште еден чекор понапред на нашиот европски пат. Благодарам.